Тоа е вредноста на овој клуб, кога учиме од историјата, учиме од повозрастните кои што се тука до нас, треба да ги искористиме, да ни дадат нели насоки и памет. Мотивот бил всушност човекот кој што една година претходно доаѓа во Тетово, тоа е Орестие Крстич, нашиот основач и прв председател, човекот кој што бил шумски инженер, кој што доаѓа на задача во Тетово да биде управител на шумската област за Шарпланина, и тој всушност движејќи се по Шара, ги согледува убавините на Шара и заедно со локалците, заедно со младината која што во тој период живее во Тетово, одлучуваат да го формираат планинарското друштво Љуботен. Тогаш почетоците беа прилично организирани на слетови. Конкретно нашиот клуб организираше слетови на Лешница. Шатори се носеа, нешто земаја од армијата, нешто Црвен крст. Тие слетови беа масовни и тука присуствуваа планинари од цела Југославија. Со завршувањето на тој слет, сите планинари беа одушевени од убавините на Шарпланина. Потоа други републики и тие организираа слетови, како што е слет на Проклетие, на Козара, Тиентиште. Сме добивале покани за нив и ние сме учествувале. Така да тогаш беше, да речеме, не, ако можам да кажам во мода, активностите на тие слетови, каде уште повеќе се зврдимуваја и сплотуваја планинарите. Гледајќи ги потребите од планинарски дом, а одејќи по другите републики, односно нашите побратими, некако се јави идеја и кај нас да на Попова Шапка, жалосно, да немаме планинарски дом. Пред тоа имало, од кои причини да не се го објаснувам, фактички тој дом го снема. И група ентузијасти решивме да направиме едно такво домче со 12 лежаја. И тоа постепено го сторивме. Почнувајќи прво една соба, па друга, па треќа, па санитарни простории, и ден денеска тоа домче функционира и прекрасно. Од формирањето до почеток на Втората светска војна, каде што клубот навистина тоа е огромен ентузијазам, огромна енергија која што во такви временски услови помеѓу две светски војни успеваат да формираат клуб, да прават активности, да формираат скијачка секција во рамките на клубот, значи официјално скијачката секција 29-та година формирана во рамките на планинарскиот клуб Љуботен. И како таква постои понатака. Сите надпревари, се она што се одвивало до почеток на Втората светска војна било во организација на планинарското друштво Љуботен. И најзначајно од тој период се изградбата на двата планинарски дома на Шарпланина. Првиот планинарски дом тоа е Љуботен и вториот планинарски дом на Попова Шапка. Значи тоа се во тој период. Сега кога ќе се движиме понатака имаме еден следен период, тоа е периодот на од војната некаде до средина на 70-тите години, каде што одлика за тој период се две работи. Тоа е градењето на нови планинарски, обновување на постоечките планинарски домови, градење на нови планинарски домови, со тоа што во 50-тите години заедно планинарскиот клуб Љуботен со планинарскиот сојуз во тој период прави ланец синџир на планинарски домови кој што е од Љуботен до Кораб. Ние со оваа нова генерација, со поддршка на повозрастната генерација, смогнавме сили да го вратиме планинарскиот дом Љуботен на Љуботен назад во сопственост на планинарското друштво Љуботен, во едни, пак да кажем, тешки услови,
го реновиравме, траеше процесот на реновирање 6 години. 31 го изградиле за 3,5 месеци. Во тоа време каде што немало ни превоз, ни GPS-и, ни ласерски на васерваги, сето тоа го изработиле тогаш за 3,5 месеци, ние 6 години го реновиравме. Изминативе 20 години клубот е насочен доста кон заштита на природата, но тоа не се случувало само во изминативе 20 години. Тоа се случувало и доста претходно. Генерациите пред нас кои што биле иницијатори за прогласување на Шара на национален парк, биле вмешани во се, значи нашиот планинарски клуб бил вклучен во се она што се случувало за развој на планинскиот туризам на Шара. Почетоците на туризмот на Шар планина се всушност почетоците на планинарскиот клуб Љуботин. Значи сите оние планинарски домови кои што постоеле на Шара биле водени од планинарското друштво Љуботен и во тој период 54 година во рамките на клубот постоела компанија, фирма која што ги водела со своји 26 вработени кои што ги водела тие домови. Сите овие активности не би биле значајни и да се сочува за во иднија на другите генерации, не би можело ако не се формира, да речеме, еден музеј од планинарските настани, активности што ги има клубот. За таа цел големи напори прави председателот Јован Божиновски, кој има голема поддршка од нас, членовите на клубот. Но, нажалост, од другите, да речеме, општествено, политички организации или од општината, нема поддршка никаква. Но, во тоа сме упорни и веруваме ќе успееме. Некој во некое време каде што нема услови како ние денес што имаме, правил многу повеќе за нешто да функционира. И тој факт на воодушевување, гледан преку фотографии, нивно раскажување, наведува да истражуваш понатаму, да доаѓаш до некои документи и така, барајќи низ документите, ние како клуб можеме да се пофалиме со единствена архива која што е составена од огромен број на материјали кои што се од весници, од новини, од фотографии, од документи, од книги, од значки, од материјали стари, се она што било основата се наоѓа тука. И од тука иницијативата на нас беше по повод 100 години да направиме нешто, но сепак не сме во можност сега тоа да го направиме, но се надевам во следниот период идејата е да оформиме музеј на планинарството и скијањето, кој што музеј ќе биде репрезентативен, ќе покаже историјата на регионот, ќе покаже историјата на Македонија,